За некого животот е мајка, за некого маќа. Токму тежината на животот, каде што најмногу пата децата, денес ќе го видиме во семејството на добре. Денес не пречекува една млада госпогица. Ангела, здраво! Здраво. Јас сум тетка Оливера од Срце на дланка. Ти многу добро ја знаеш нашата емисија, бидејќи ти го пријави твоето семејство. Зошто го пријави твоето семејство? Гледам дека вие помагате на другите луѓе, па реков и на нас да ја помогнете, тешко живееме. Како живеете? Што ви се случува во семејството? Тешко сиромашни сме, немаме пари, немаме да јадеме. Дали може да не одведеш кај твојот татко да ни кажете како живеете? Ова ти се твоите братчиња Да? и сестрички? Ова ли ви е куќата? Да. Добар ден. Добар ден. Вашата кирка ве пријави во емисијата Срце на дланка. Јас сум Оливера. Јас сам добре. Ни кажа Ангела дека многу тешко живеете. Што правите во овој Ево, момент? овај вода чекамо да заврне, па ево сега да оноду жената да пере. Од ова вода се бањаме. А зошто? Немате ли вода? Немаме вода. Немаме. Како? Па немаме, ето, овој што заврне, чекамо од Господа да даде, да напуниме овие буриња и од овај вода сак припреам тој да се бањамо, да пере жената, децата да ги спреамо за у школу. Од оваа вода и готвите, Да. од оваа вода и Да. пиете? Па некад кад нема и од овај. Да. Имате тежок живот, гледам Да. и куќата е во лоша состојба. Да. Ке може ли за момент да го ставите тоа и да ни ја раскажете вашата приказна? Нема проблема, ќе раскажем. Нема проблем. Од кога живеете во оваа куќа? Ја од детинство живеам. Од детинство. Тука сте роден. Да, тука сум роден и тука живеам. Со дечињата. Колку соби има? Па има туи две соби. Една соба оно и користимо како што спиемо, една ствари што чуваме. Овде спиемо во ова соба. Овде спиете сите? Да, сите спиемо